До Државниот санитарен и здравствен инспекторат се уште не стигнала пријава за наводно лажна вакцинација на деца во Бугарија. Како што објави Сител, во тоа се посомневале доктори од вакцинални пунктови во Скопје, кога родители им донеле белешки на обичен лист хартија, без никакви сериски броеви на примената вакцина. Од Комисијата за заразни болести, која е советодавно тело на министерот за здравство, очекуваат сериозна истрага на надлежни институции кои треба да утврдат за што се работи. Доколку постои навистина ваква манипулација со вакцините која што се случува во соседна земја, сметам дека постојат истражни органи во земјата кои што треба сериозно да се занимаваат со ова, затоа што на овој начин сериозно се загрозува здравјето на децата. Може на оваков начин да се предизвикаат сериозни последици не само по здравјето, туку и по животот на децата и представува меѓу другото основа за тоа да имаме навистина детална истрага за да видиме што тоа точно се случува. Сомнителните случаи со потврди од Петрич кон крајот на март биле разгледани и на седница на Комитетот за имунизација, откаде вела дека доставиле допис до Министерството за здравство, за да стапат во контакти со здравствени домови каде се јавиле ваквите случаи. Бидејќи нема можност да се утврди дали тие потврди за вакцинација во Петрич се веродостојни, Министерството за здравство ќе побара од МНР да стапи во контакт со Министерството за здравство на Бугарија, ни одговорија од МЗ. Доколку навистина станува збор за лажни потврди, тогаш за лекарите ова е нелогично, опасно, неродителски за секоја осуда. Доктор Мехмедовиќ вели родители треба добро да размислат пред да направат ваква работа. За мене воопшто не е очекувано. Не ми е јасно која е родителската логика да го изложите детето на вакви опасности за да добиете потврда во која што се вели дека е вакцинирано, а всушност да не било детето вакцинирано. Наречи си сите потврди од Бугарија за кои се посомневале лекари во македонските диспанзери. Вакцината против МРП, чиј опфат во земјата е намален, и во некои урбани средини е и под 40%. Сања Димитровска, Сител телевизија.